Мики Бојан, како е чувството? Па добро. Повеќе пати чествуваш, но сега го фати. Трет пат се тврдно ми сега го фати. Жив и здрав да си. Раката. Жив и здрав. Честито да ти биде. Еден скромен дар. Сребрена паричка и има и други што така да те даруваат. Кратко Бојан еве да каже, да се представи колку е години и колку пати учествува на оваа традиција уште еднаш. Јас сум 22 години, трети пат се тврдам и сега го фати светиот крст. Беше ли ладно? Па не, но манте. Благодарам многу, да се жив и здрав. Еве, продолжува традицијата. Еве има уште дарови за Годиме на кампањата Сегин кој секоја година подаруваме ваучер во вредност од 15.000 dinari. Посакуваме многу среќа, успешни брикетна година, живи и здрави. Повели ваучерите. Така, ваучери од Сегин 15.000 dinari, награда од општината. Честитка кратка за секојот пакет. Нека е честито од Бога благословено, на многу години Бог се јави, на сите нас ни се објави во Света Тројца, како што постои вечно. Отецот сведочеше кога Синот се крштеваше во реките Јордански и Светиот Дух во вид на гулаб слегуваше над Синот Божи, над Господ Исус Христос и на сите нас ни го отвори патот и не просветли на патот кон вечноста. Нека биде за многу години, честито да биде на Бојан, паќањето на честниот и животворен крст и нека му помага во животот да го крепи Господ и секогаш да оди по патот на вистината. Амин. Амин. Честитки од општината да видиме. Добро, еве, најпрви нели од мој лично име, од името на општина Делчево, сакам на сите православни христијани, сите делчевчани да им го честитам големиот христијански празник, Богоявление Водици. Секако на сите оние кои што имаат денеска домашни слави, да им честитаме да бидат живи и здрави, да имаат берекет во нивните семејства. На сите скопачи за честниот крст, да им поскам да бидат пред се живи и здрави. Секако на факечот да му поскам да биде здрав и жив и неговиот подвиг да носи берекет, благосостојба, сплотеност на сите граѓани на општина Делчево. И секако за крај нели да му се заблагодарам на нашиот владика, неговото пречесенство господин Марко, да продолжат да работат во името на верата и во името на Духот, затоа што денеска граници православни христијани беа овде на брегот на реката Брегалница и тоа е еден искрен доказ дека се движиме по вистинскиот пат, по патот на верата. Бог се јави, на вистина се јави, нека за многу години.